Светот се уште е преокупиран со пандемијата на COVID-19. Така денеска ќе поразговарам со Татјана Дамчевска, наставник по македонски и англиски јазик во Училиштето за јазици на државата Викторија од Мелбурн, Австралија. Татјана, прво ти благодарам што прифати да бидеш нас гостин. На почетокот кажи ми каква е состојбата со COVID-19 во Австралија и во Мелбурн, ако сакаш, колку има заразени, колку има оздравени пациенти и слично. Во Австралија нема политички час како во Македонија, но смее да се излегува за основите производи работи, за на работа да одиш, или за рекреација, или прошетка, или за на доктор. Овдека во Австралија имат досега 78 лица што се умрени, 6675 луѓе заразени, а од тие 5136 луѓе што се оздравени од вирусот. Значи, овдека во Австралија заразени. Какви мерки презема Австралија? Дали е задолжително на носење на маски, на раквици? Не мора да се носат маски, но овдека во Австралија е кажано често да си ги миеш рацете и да си чуваш хигиената. Да. Но има многу луѓе што ги носат маските и на раквици, но тоа немат причина зашто да ја носат, дека пак со тие на раквици што ги носат, други работи си чепкат телефонот, па тоа е валкано од на раквиците што имат фатено други работи. Кажав дека си наставник во Училиштето за јазици на Викторија. Каква е состојбата со училиштата во Мелбурн конкретно? Дали работат училиштата, дали учениците одат на школа? Па за прв пат училиштата не се отворени за сите ученици, само за тие деца што родителите морат да одат на работа, инаку све е онлайн сега. Децата, например, морат да се уклучат на интернет и све преку интернет ќе се учи. За маливе деца многу е тешко, дека немаат интернет и дома и децата не можат да го објаснат тоа на родителите дека мораат сега да имат компјутери и тие работи, но пак школава и тие се учат дека и за нив е ново ова онлайн настава и тие се учат, па све полека некако ќе се научиме и ние. Им помага државата и училиштата, им помагаат на оние ученици кои што немаат лаптоп за да следат настава или немаат интернет? Да, тие деца што немаат лаптопи или интернети, школото му дават лаптоп, или ако немаат интернет, школото му дават книга од книгата да учат. Конкретно во твоето училиште, како е, ти како ги држиш часовите сега? Ние преку Viber и преку Zoom апликацијата и сите деца онлайн се преклучвиме, па после ги делиме децата во групи и ја и другата наставничка влегвиме во Zoom да видиме до кај се децата со тие работи. Па му пуштаме на имејл листи што треба да се потполнат за домашна. Кажав дека предаваш и македонски јазик. Колку наши македонци посетуваат настава на македонски јазик во Мелбурн, конкретно во твоето училиште? Во моето училиште има 2 класови и има 30 деца. Толку е капацитетот или толку има заинтересирани? Толку има заинтересирано во нашето училиште, во Point Cook, и имат и други училишта што го држат ова јазик, дека во сабота. Да, настава на македонски јазик. Да. Татјана, ти благодарам што ни ја пренесе состојбата во Мелбурн и во Австралија. Се надевам дека ти и твоето семејство ќе останете во добро здравје и добро ќе се справите со пандемијата на COVID-19.
Ви благодарам за поканата, исто и вас таму во Македонија, да сте живи и здрави.